Благодарам, господине Џафери. На почетокот дозволете ми што еве дури ни дадовте можност да се обратиме со реплика. Веројатно законот за протести со кој што ќе се ограничи граѓаните да го кажуваат својот став, бар во прва фаза нема да биде дел и од собраниската активност. Иако целата тенденција на работење и на раководење со собранието е во таа насока, се надевам дека нема доттаму да дојдете. Исто така, би сакал да се заблагодарам што воздухот во оваа сала е чист, не е загаден како на дворешноста, па имаме убави услови да поработиме и да подискутираме, за разлика од нашите сограѓани, кои што ги немаат тие услови и можности. Воедно, господине Џафери, дозволете да го честитам влезот и остварувањето на стратешката цел на Република Македонија во големата унија со Албанија и со Србија. Веројатно на патот кон таа унија нема да ги користиме новите комбиња за брза помош, ќе го користиме стариот Мерцедес на Никола Груевски. Исто така, господине Џафери, добро е што едно од ветувањата за референдумот за добивање на бесплатно здравство во Унијата ќе биде исполнето. Овој пат нема да биде во Европската Унија, но ќе биде бар исполнето во Унијата со Албанија и со Србија. Попатно да подсетам дека исто така едно од најголемите ветувања на оваа влада за изградба на новиот клинички центар веќе е реализирано. Граѓаните ги имаат можностите да се лечат во новиот клинички центар кај Ѓорче Петров, огромен број на згради, огромен број на доктори, огромен број на инвестиции во здравството, господина Џафери. На крај, без да должам многу, би замолил оваа точка да се симне од дневниот ред денеска и за предлог за заменик министер за здравство да биде поставено она младо момче од Гази Баба, мислам, кое што и онака ги добива сите големи милионски тендери во здравството. Мислам дека така ќе бидеме многу практични, многу директни, многу јасни, нема да ги користиме сите патеки за лево или десно, ќе бидеме прецизни онаму каде што е поентата на функционирање на оваа влада во здравството. Благодарам.